Може? Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Најпрво, дозволете да ви се заблагодарам за присуството на денешната пресконференција и за фактот дека во изминатиот период медиумските куќи и вестите поврзани со оваа пандемија редовно ја следат работата на Министерството за внатрешни работи, а со тоа даваат придонес во подигнување на свеста кај граѓаните и подршка на полициските службеници во извршувањето на своите задачи. На денешната пресконференција ќе ги соопштам податоците поврзани со почитување на мерката за ограничување на движењето на граѓаните, почнувајќи од 22 март. Податоците поврзани со лицата во изолација и ќе споделам неколку важни информации поврзани со постапувањето на полициските службеници во изминатиот период. Пред да почнам со официјалните податоци, да споменам дека денешната пресконференција се пренесува на Facebook и со висок квалитет на YouTube, а пред почетокот на пресконференцијата можност да постават прашања имаа сите представници на медиумите. Да почнеме со поред. Имено, за наведениот период, мерката за ограничување на движењето не ја почитувале вкупно 502 граѓани, од кои најголем број, вкупно 459 лица, се на возраст од 18 до 67 години. 26 лица се на возраст до 18 години, а 18 лица се над 67 години. Во последните 24 часа, 94 лица не ја почитувале мерката за ограничување на движењето. Што се однесува до преземените мерки и активности од страна на Министерството за внатрешни работи, кон лицата кои не ја почитувале мерката за ограничување на движењето, вкупно досега се приведени 199 лица, од кои 14 лица се на возраст до 18 години. Во последните 24 часа приведени се 37 граѓани, од кои 7 се на лица на возраст до 18 години. Што се однесува до лицата кои се опоменати, ве информирам дека од воведувањето на мерката за ограничување на движењето на граѓаните, од вкупно 502 лица кои не ја почитувале мерката на владата, до денес опоменати се вкупно 136 лица, а во останатите случаи земени се податоци и се работи за преземање на дополнителни мерки. Во однос пак на поднесоците до основното јавно обвинителство, кое Министерството за внатрешни работи ги поднесе во конкретниот период, а кои се однесуваат на непочитување на мерката за ограничување на движењето, ве информирам дека поднесени се вкупно 123 кривични пријави и 12 известувања, со кои се опфатени 158 сторители за вкупно 144 кривични дела и најголемиот дел на овие кривични дела се по член 206 од Кривичниот законник. Во делот на мерките за самоизолација и изолација, во периодот од 26 февруари, кога е воведена ова мерка на владата, до денес и бројките кои ќе ги споменам се однесуваат на овој период. Имено, издадени се вкупно 1620 решенија за изолација, од кои во последните 24 часа издадени се 90 решенија за самоизолација. Во последните 24 часа не е констатирано ниту едно непочитување на решенијата за самоизолација, што е многу позитивен показател. Подпишани се вкупно 9025 изјави за самоизолација, од кои 99 изјави во последните 24 часа и тука имаме нагорен тренд. Во однос на донесените решенија за изолација и изјавите за самоизолација, досега поднесени се вкупно 123 кривични пријави, од кои 5 се во последните 24 часа. И најголемиот дел од кривичните пријави се поднесени за кривични дела по член 206 од Кривичниот закон, а 19 пријави се по член 205 од Кривичниот закон.
Кога сме кај почитувањето на ограничувањето на движењето, важно е да напоменам дека е веќе функционална апликацијата која е наменета за полициските службеници, а преку која вршат проверка на дозволите за движење за време на трајање на мерката, а кои се издадени од страна на Министерството за информатичко општество и администрација. Во координација со нив, веќе се преземаат активности со цел дополнување на системот на дозволите кои се издадени во изминатиот период. Од аспект на соработката на Министерството за внатрешни работи со армијата, сакам да информирам јавноста дека веќе е изготвен оперативен план, чиј работен наслов е Армијата во поддршка на полицијата. Во таа насока можам да констатирам дека соработката до овој момент е безпрекорна и се одвива без никакви проблеми. Преземањето на обврските од страна на армијата се одвива во неколку фази и до овој момент е завршена првата фаза која опфаќа преземање на обврската за обезбедување на дел од зелениот појас на границата, затворите во Скопје и Дризово, објектот на владата, на собранието, хеликоптерскиот центар, дел од објектите кои се користат како државен карантин, односно хотелот Десарет во Охрид, детското одмаралиште во Демиркапија, хотелот Фламинго, хотелот Ибис во Тафталиџе. А во следниот период оваа листа ќе биде надополнета и со други објекти. Министерството за внатрешни работи има отстапено и дел од своите сместувачки капацитети на нашата армија. Во однос на информациите, поврзани со лицата кои преку хуманитарни конвои се враќаат во нашата држава, вчера со хуманитарен авионски превоз од Малме и Загреб вратени се вкупно 290 патници, а денес очекуваме и 2 авиони со патници од Љубљана и Минхен. И во таа насока ја информирам јавноста дека во моментот вкупно 1082 граѓани се сместени во државен карантин. Во моментов вкупно 19 објекти се приспособени за оваа намена, а распоредот за сместување на граѓаните во државен карантин го прави Генералниот секретаријат на владата. Полициските службеници преземаат мерки за обезбедување на транспортот и спровод на лицата од државните граници до објектите, како и внатрешно и надворешно обезбедување на државните карантини. Надлежните институции во моментов преземаат мерки за приспособување на објектите кои ќе бидат наменети за граѓаните, кои нема да ги почитуваат мерките за изолација и самоизолација, а кои ќе бидат сместени согласно одлуките на владата во карантин на сопствена сметка. Почитувани граѓани, врз основа на сево ова, претходно споменато, дозволете ми да заклучам како министер за внатрешни работи и да истакнам дека донесените мерки и препораките на владата генерално се почитуваат од страна на граѓаните на територијата на цела држава. Тие се совесни и свесни за комплексноста на состојбата во која се наоѓаме и за важноста на почитувањето на мерките и одлуките на владата во овој исклучително важен момент и период за сите нас. Министерството за внатрешни работи, односно полициските службеници, заедно со припадниците на армијата, со силна помош и поддршка од граѓаните, ги преземаат сите неопходни активности со цел да спроведат соодветно спроведување на мерките и активности и гарантирање на безбедноста, здравието и животот на граѓаните. Во оваа прилика ви се обреќам пред се како човек, родител и потоа како граѓани на Македонија и на крај како министер за внатрешни работи, со цел да апелирам и да ги замолам сите граѓани во овој специфичен период црсто да се придржуваат кон мерките и одлуките донесени од страна на владата, период во кој е важно сите ние своите социјални активности и контакти да ги сведеме на минимум и со тоа да дадеме значаен придонес во заштита на здравието и животот на граѓаните, но и здравието и животот
на нашите најблиски. Затоа што само така и на тој начин ќе спречиме понатамошно ширење на пандемијата предизвикана од вирусот COVID-19. Ви благодарам. Има неколку прашања од медиумите, кои што ги поставија преку електронска адреса. Значи, прашање од Сонја Николовска од телевизија Телма. Дали се размислува за некаква отстапка за лицата што имаат миленици, пред се за оние што чуваат кучиња, а не располагаат со двор? Че најверојатно се мисли за граѓаните кои што живеат во колективни стамбени објекти, во згради, а кои што имаат миленици. За ова прашање се дискутира на ниво на влада и можно е во наредниот период владата да заземе став да луѓето кои што имаат миленици, а кои што живеат во колективни стамбени објекти, на одредено растојание од објектите да можат да излегуваат со нивните миленичиња со цел извршување на нужните потреби. Исто така од телевизија Телма, од Павле Беловски, прашањето е: во континуитет добиваме реакции од вработените во управните служби дека постојано се соочуваат со луѓе во зграда на македонската радиотелевизија и дека кабините за сликање за лични документи се мали и нема простор за држање на растојание од 1,5 метри. Секој граѓанин доколку носи ракавици и мора да ги тргне за да му се земе оттисок и така со тој уред го допираат стотици граѓани. Во овие кабини се потенцијално место за ширење на заразата. Дали размислувате да го измените режимот на работа и да го видоизмените техничкиот пристап за подготовка и издавање на личните документи? Ние на координативното тело во рамки на Министерство за внатрешни работи веќе издадовме конкретни упатства до одделот за управни работи да се придржуваат кон правила и соодветно растојание кога граѓаните поднесуваат документи и извршуваат технички процедури во издавањето и сликањето за лични документи. Исто така се преземаат веќе дадени се конкретни насоки за дезинфекција на уредите каде што се остават отпечатоци после секое извршено тестирање на луѓето, односно давање отпечаток. Во понеделник ќе го смениме правилникот на Министерството за внатрешни работи, при што во оние ситуации кога е тоа неопходно ќе се остави можност личните документи, односно личните карти и возачките дозволи, за патните исправи не постои техничка можност, бидејќи мора да се земат повторно со отпечаток од прст, да може да се доставуваат од страна на полициски службеници на домашните адреси. Уште едно прашање исто така: колку лица се во карантин? Тоа веќе кажавме. Вкупниот број, ако може и преглед по општини, ќе биде доставено за да не оптеретуваме оваа пресконференција преку имейл адреса. И како подпрашање исто така има: жителите на Битола реагираат што е тоа град без болни, а хотел во центарот на градот се определува како место за карантин. Дали не беше возможно овие лица да се сместат на друга локација? Значи, јас пак ќе повторам, хуманитарните конвои за лицата македонски државјани кои што се затекнати во странство се организираат во соработка на Министерството за внатрешни работи, на Министерството за внатрешни работи и на Генералниот секретаријат на владата, при што секоја институција има стриктно определени надлежности. Имено, Министерството за надворешни работи е надлежно за организирање на хуманитарните конвои по сувоземен и по авионски сообраќај, а по нивното пристигнување на границата, на државните граници, Генералниот секретаријат е институцијата која што го одредува објектот, односно сместувачките капацитети кои што ќе се користат како државен карантин, додека улогата на полицијата, односно Министерството за внатрешни работи, е спровод на овие лица од државните граници и внатрешно и надворешно обезбедување на капацитетите кои што се користат како државни карантини. Генералниот секретаријат на владата е тој што одлучува кои објекти ќе се користат како државен карантин. Тоа се прашањата. Дали има